Со плакати и марширајки низ градското корзо, струмичани ги потсетија своите сограѓани за жртвите кои трпат родово или насилство во домот и партнерските врски. Граѓани, представници на организациите од социјалната сфера, но и од општинскиот совет и институциите, заеднички порачаа дека за насилството не треба да се молчи. Да упатиме апел и порака до жените и девојчињата дека не се сами. Воедно да упатиме апел исто така дека ова не е приватен проблем, не е проблем само на жените. Ова е проблем како на жените, така и на мажите. Ова е општествен проблем. И затоа сите здружени, граѓанските организации, Општина Струмица, Комисијата за еднакви можности на Советот на Општина Струмица, денес ја реализиравме оваа активност. Охрабрувањето да се пријави насилството според експертите е првиот чекор кон негово намалување во глобални рамки. Истражувањата покажале дека COVID-19 придонесе за ескалација на тензиите во домот и поголем број жртви. Се реализираа повеќе активности. Една од активностите беше осветлувањето во портокалова боја на општинската зграда, при што се вклучивме во глобалната кампања во 16 дена активизам за борба против родово базирано насилство. Координаторката за еднакви можности во општина Струмица Нела Масалковска вели дека ова е еден од 10-тината настани кои што се организираат во рамки на 16 денови активизам против родово базирано насилство во Струмица. Според податоците на официјалните институции за време на пандемијата со COVID-19 изминативе речиси 2 години, бројот на пријавени случаи на семено насилство во Струмичко пораснал за 25%. Во Струмичкиот регион за 3 месеци во полицијата имало 60 пријави за семено насилство.